По 3 пропаднати јавни повици за избор на изведувач за реконструкција на дворот на основното училиште Малина Попиванова и изгубени 4 до 5 месеци, општина Кочани објави нов четврти поред, чиј рок за доставување на понудите 17 август. Овој пат е направена измена на планот за јавни набавки со финансиското дополнување, односно зголемување на проценетата вредност, која се очекува да го реши прашањето со избор на изведувач. Меѓутоа, од информацијата лиферувана од општина Кочани, нема податок за колку е зголемена сумата за реализација на проектот и кој и по кој основ ги обезбедува дополнителните средства. Што се однесува до постапката, таа ќе се спроведе преку електронскиот систем за јавни набавки, а ќе заврши со користење на електронска аукција, како последна фаза од доделувањето на договорот. За очекување е дека фирмите, пред се кочанските, кои коментираа дека со правобитните средства не може ниту асфалтот да се постави, сега ќе најдат математика и ќе пројават интерес да го реализираат овој мощен значаен проект. Инаку проектот предвидува уредување на училишниот двор, чија површина е 10.000 метри квадратни и опфаќа изградба на детско игралиште, беседница за настава во природа, амфитеатрално прилагоден терен, патеки, спортско игралиште, забавно-рекреативен простор и игралиште за учениците со посебни образовни потреби. Целта е да се подобрат условите за социализација и инклузија на учениците и жителите од мултиетничка, мултикултурна и различна социјална средина. Значено е да се истакне дека проектот изградба на спортско-рекреативен центар во основното училиште Малина Попиванова беше избран како приоритетен во рамките на проектот за јакнување на општинските совети, кој со 50.000 швајцарски франци е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка SDC, а го спроведува UNDP. За негова имплементација е потпишан договор помеѓу UNDP и општина Кочани, а рокот на изградба е 3 месеци.